Слушај вамо, драги мои пријатели и пријателки, за жал или за радост, работите кои со месеци наназад ви ги кажувам овде, почнаа да се остваруваат. Морам да признам дека сепак позитивната страна преовладува, но кога ќе размисли зошто доаѓа до ова, постои загриженост. Имено, последната изјава на лидерот Мицкоски, идниот премиер на Република Македонија, е дека престануваат меѓусебните напаѓања со останатите опозицијски партии, за кои стварно имаше добри поводи, во кои ја никогаш не навлегов. Не навлегов од една многу проста причина, затоа што сум воено индоктриниран по онаа стара доктрина дека кога си нападнат и кога се браниш, тогаш обединување. Обединување против непријателот. Потоа ќе се пресметуваме да го победиме непријателот, ќе се пресметаме меѓу себе дома што и каква работата. Дали тоа значи дека на ВМРО ДПМН работата не му иде баш најдобро? Не. Напротив, ВМРО ДПМН и натаму на рейтинзите стои многу стабилно. Имено да знаете една работа. Рейтингот што го имате видено за ВМРО ДПМН јануари, февруари или пред нова година е ист како што и денеска. Огромна разлика, многу висок. Значи треба да се случи катаклизма од космички размери, некаков невиден скандал, да фрлат атомска бомба, например, од опозицијата, па да се промени перцепцијата. Почитуван господин кој се занимава со така наречените рейтинзи, ми вели дека рейтинзите многу бавно се качуваат и многу бавно паѓаат. Дојше може побрзо да паднат одошто да се качат, но кога ќе се качат, стојат многу долго време. Така што, општата перцепција кај луѓето за опозицијата, за ВМРО ДПМН, за идниот премиер Христијан Мицковски е многу висока. И колку они сега да вадат на дневна основа афери, тоа нема да го намали рейтингот и да ја намали популарноста кај гласачите. Но зошто Христијан Мицковски повикува? Можам само да шпекулирам, бидејќи ја не сум inner man from the inner circle, па да сум брифиран или да знам, но можам само да предпоставам, а моите предпоставки, мене ми е драго не заради вас или некому чалам да правам, драго ми е што моите предпоставки се испоставија како точни, што значи дека правилно размислувам. Што мене ова ми значи? Мене ми значи дека ако на ваков начин доаѓам до некакви заклучоци, тоа ми помага утре, не знам, да купам кола, да направам бизнис дел или било што во животот. Значи, тоа е начин и принцип на размислување. Не да се истрчаш со емоции, како што сум правел порано, не да фатиш само размислување од една страна, туку да се трудиш објективно да ги согледаш од сите страни. И сега што ја можам да согледам? Значи, не е полюљана довербата, не паѓа популарноста на ВМРО ДПМН, гласачите не се шалтаат спрема СДСМ, кој е очен просто потезите. Знаете како можете да видите последниот спот на фудбалски терен, Ковачевски у оддело како шутира у празен гол. Ја не знам такво ниско ниво на комуникација, просто како ај да направиме нешто, еве парички, еве ваму таму ќе си подеме, да не се рече дека, нели, не сме се предале без борба. Опасноста е во нешто друго. Опасноста е во очајничките обиди на најголемата мафијашко политичка структура во Македонија. Не е тоа СДСМ, тоа е ДУИ. ДУИ работат не само локално,
работат во синергија со останатите држави, каде што се прави огромен, па дури и меѓународен притисок. Да не ве чуди некој голем четврток, нели? Убаво ние се подсетуваме на Смилковско езеро и изјавите дека, нели, убиците се невини, па сега доаѓаат изјави дека мора да ги пушта, што значи прашање е колку ќе се анимира, колку ќе се построи слепо послушното гласачко тело на ДУИ. Точно е дека на албанците им е преку глава и дека промените се добре дојдени и кај нив, бидејќи никој не може да е добар лидер 2 децении. Добар лидер после 2 децении решава да се повлече и остава некаков свој добар наследник. Знам, сори, ама истото го мислам и за еден Путин. Путин ќе биде најголемиот во историјата на својата земја ако најде добар наследник, го постави, му дава поддршка додека е жив и здрав и самата земја да може да се шифта во некоја друга позитивна насока и така натаму. Тешко на една земја која зависи само од еден човек. Христијан Мицкоски повикува на обединување. Истото јас ви го зборев неколку месеци наназад и го кажував. Да се победи оваа власт е императив, најбитна работа. Се друго можеме да се договориме. Бидејќи ако оставиме малце, тој е како болен организам. Земаш антибиотик и сега, ај ќе го прекинам после ден-два. Не, 5 дена ќе го пиеш. Максимални дози ќе земаш, додека се потполно не се излечиш. Зошто? Ако не го излечиме, не излечиме таа болест, тоа може да се врати многу полоша. А болеста сака да се врати со едно ветување. Тоа е, ја стварно не знам како кај вас ова се перцепира, или толку сте отупени, или толку ве имаат силувано да ништо не осеќа, не чувствувате повеќе, а тоа е дека дури 70% од власта им ја нудат на ДУИ да им помогне на СДСМ да останат на власт. И ја треба сега нешто да ви коментирам. Треба нешто малце. Но верувајте, ја не знам каков синдром може би го фаќа македонскиот народ. Може би го фаќа синдромот дека се заљубува во своите киднапери, во своите терористи, во своите оние кои го држат во зандана. Може би ги сакате, може би сте се помириле, нека не владеат. Но ако не сте, обединување. Добро ми покажа мојот инстинкт дека годиниве никогаш не тргнав против ниедна опозицијска партија, без оглед дали се пука една со друга. На сите им давав поддршка затоа што се во опозиција. Нормално, тие препукувања се класична една удбашка работа која постојаше од римско време. А тоа е раздели па владај. Ако се раздели опозицијата, власта ќе владее. Сакате оваа власт да владее? Океј, ваш избор. Немој да сте квичеле понатаму што ви се случува. Немој да квичите после за неизградени автопатишта, немој да ми квичите после за изгорени автобуси, за деца без учебници, малтретирани, тероризирани, за чести убиства, за кражби, за палење на разни објекти низ градов и мал милион пожари каде што кабелот е крив. Ја дури ми требаат 5 минути да ви ги набројам само пожарите во Македонија изминативе години. Мене ми требаат 5 минути само да ви ги набројам штуро, без да објаснувам задолжувањата за секоја година. Само цифрите да ја кажам. Во таа година ние земавме толку и толку неповратен кредит. Задолживме. Знаете ли вашите деца колку се задолжени? Прашање е, дали ги сакате вашите деца? Лапавте пари? Не ги сакате. Ама не како ја ги сакам парите, децата, морав пари да земам. Не. Човек што си ги сака децата, животот го дава, а не да си ги продава децата. Децата ни се продадени. Дали сваќате дека секое дете што се раѓа во Македонија е со долг преку 2000 евра? Океј, драги мои. ВМРО ДПМН ќе победи. Тоа е апсолут. Дали ќе прави со кого влада, и тоа е помалку или повеќе важно. Секоја партија
помала партија е подложна на продажба. А ако се обедини под крилото на ВМРО ДПМН, можат да бидат заштитени, а понатаму да си го најдат собствениот бенефит во прогресот кој ќе следи во Македонија, бидејќи кога десницата е на власт во Македонија, тогаш има редовни плати, тогаш има покачувања, има намалување на даноци, едноставно се чувствува пара има во земјата и меѓу народот. Се гради, се прави нешто, доаѓаат инвестиции. Секогаш е така во Македонија кога десница е на власт. Кога е СДСМ на власт, пара не гледате. Освен ако не сте во врхушката или во криминалната група. Затоа и ви одговара. И секако дека тие криминалците ќе си гласаат за криминалци, ама честните луѓе, за кого ќе гласаат, вие најдобро знаете. Слушај ваму, уште малку, уште пар изданија и едно ќе биде ај честито, ај Ирлија, ама наскоро да се воздржиме или што вика народот да не збориме пред рака. Ма зборам. Честита нека ви е победата, само да не биде со 1-0, да биде со 4-5-0, за да не можат да пиштат и да квичат, рад да сте, за да можат и они да се ресетираат и за нивно добро.